На денешната пресконференција претседателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска соопшти дека се формираат тимови на инспектори кои во наредниот период координирано ќе вршат надзор врз справување на контролите во угостителските објекти, кои што првенствено ќе имаат едукативна и информативна функција. Односно, ќе вршат запознавање на угостителите со протоколите во детали. Во овие тимови ќе има инспектори од Државниот пазарен инспекторат, од Државниот инспекторат за труд, Агенцијата за храна и ветеринарство, а новина е што тимовите ќе бидат засилени и со инспектори, односно контролори од Управата за јавни приходи, со што ќе имаме координиран и сеопфатен пристап при посетата на овие локали. Претседателката Грашковска понатаму продолжи презентирајќи дел од главните делови на протоколите донесени за работа и функционирање на угостителските објекти. Протоколот за отварање и работа на угостителските објекти за исхрана утврдува дека работното време е ограничено од 8 часот наутро до 22 часот и се дозволува работа само на отворените делови од угостителските објекти за исхрана со послужување, кои се од три страни отворени со кровна конструкција. Вработените во угостителскиот објект, кои послужуваат задолжително треба да носат заштитни маски и зачестено да одржуваат хигиена на раце, а се ограничува и бројот на гости, односно ќе се послужуваат само гости кои може да седат и лица кои преку шалтер ќе подигнуваат нарачки. Односно, не е дозволено послужување на гости со стоење на шанк и стоечки маси. Протоколот наведува дека е задолжително менаџирањето на влегувањето на гостите, за кое е потребно да се определи одговорно лице. На отворениот простор за послужување на гости, каде има поставено маси, да се обезбеди растојание од столче до столче од 1,5 до 2 метри со соседните маси во сите правци, а на една маса со 4 столици може да седат и да се послужуваат максимум 2 лица, додека на една маса со 4 столици може да се послужуваат и 4 лица доколку се од исто семејство. Поставување на средства за дезинфекција на секоја маса, често одржување на хигиена на рацете и слични обврски се само дел од протоколите за функционирање на угостителските објекти. Магдалена дополни дека во оваа фаза протоколот забранува било какво организирање на родендени, прослави, свадби и слично. Во периодот од 19 до 26 мај, инспекторите од 6 инспекцијски служби беа особено активни и извршија 2375 инспекцијски надзори. Би сакала да дадам само кус осврт на работата на секоја од инспекцијските служби. Државниот пазарен инспекторат изврши најголем број надзори, односно 1289 вонредни инспекцијски надзори во правни субјекти од нивна надлежност за контрола на владините одлуки. Државниот инспекторат за труд пак во истиот овој период спроведе 436 контроли. Во врска со работите поврзани со трудовото право, би сакала да истакнам дека владината одлука од вчерашната 57 седница за враќање на работа од 1 јуни не важи за хронично болните, родителите кои имаат деца на возраст до 10 години или деца на предшколска возраст и бремени жени. Потоа, претседателката Грашковска информираше јавноста за активностите, но и за прекршоците утврдени од страна на инспекторите од Агенција за храна и ветеринарство, како и за инспекторите од Државниот здравствен и санитарен инспекторат и инспекторите од Државниот инспекторат за транспорт.